Ще вклучуваме и следната соговорничка, ја имаме на Skype, а еве и темата. Преспак ќе развива земјоделие и туризам со примена на високо развиена технологија. Токму ова го задржа нашето внимание и ова е темата на која што утрово на Skype ја повикуваме Маријана Милевска од Фондацијата Преда Плюс Македонија, која што неодамна склучи меморандум за соработка со градоначалникот на Ресен. Добро утро, Маријана, и благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија на утро. Добро утро и ви благодарам за можноста и сакам да се заблагодарам на сите возможија да видиме во. Нема да должиме многу, на самиот почеток ајде информација плюс за она зашто ние ве повикавме на Skype. Целта на меморандумот е интензивирање на соработката со цел унапредување, промовирање и поттикнување и развој на стартап сцената во општина Ресен, велите преку поддршка на иновативните бизнис идеи што ќе придонесат за економски развој на регионот. Точно така, ние бевме во моментов, како Преда Плюс работиме на повеќе стартап програми, во моментов наредната 2023 ќе ја насочиме кон новите технологии, посебно во едни два сектори кои многу заслужуваат внимание, а тоа се земјоделството и туризмот. И токму заради тоа на 2023 ќе ја насочиме на тие можности за тие иновативни бизнеси, ќе дадеме можност за знаење пред меѓутоа исто така мрежи, линкови, и тука сакаме да се благодариме нормално на општина Ресен и градоначалникот кој со расширени раце ја почека оваа можност, затоа што заедно веруваме дека Преспа може да стане еден центар за иновативни бизнеси не само за Ресен и Преспанскиот регион, туку и за целата држава. Земјоделието и туризмот навидум немаат меѓусебно поврзаност, но светот извесно време ги комбинира на големо и одат заедно во пар секако. Преспа е регион кој што има многу што да каже и покаже и на тема земјоделство, но и на тема туризам. Секако потребно е унапредување и на двете гранки, но она што ме интересира како ќе го правите регионот поконкурентен, поефикасен, како во ова ќе ги внесете високите технологии. Светот на вистина замина многу брзо напред со новите технологии и чувствуваме потреба и сето тоа да го пренесеме и кај нас. Она што значи дека за Ресен изминатите 30 години е дека на вистина земјоделството се развиваше со огромен раст, во смисла дека од 5000 хектари производството на јаболко, како што сите знаеме, регион на производство на јаболко, порасна на 4000 хектари. Меѓутоа, тоа дополнително направи притисок на животната средина и на загадувањето на водите. Ние се обидуваме со нашиот проект, нашата стартап програма која ќе биде лансирана оваа пролет, да поддржиме иновативни бизнеси кои веруваме дека ќе одат рака за рака со туризм. Затоа што, како што кажавте, можеби навидум изгледа дека овие две гранки можат да се паралелно, меѓутоа секогаш едната има влијание на друга. Не можеме да очекуваме развој на одржлив туризам, затоа што не само профитот ќе биде во фокус, туку исто така и планетата средина и локалните кои живеат таму. Ако развиваме индустриализација на земјоделството, ќе загадуваме се околу. Заради тоа таа визија мора да се синхронизирана, да оди заедно една со друга. Она што мене особено ми се допаѓа е што ќе има синхронизација во сите чинители во процесот, односно ќе функционираат заедно и работат заедно и јавниот и приватниот сектор. Тоа е веројатно рецептот за успех. Секако, мора да го подесиме и системот да одговара на приватниот сектор. Токму заради тоа ние најдовме на така на училиштето Цар Самоел и заедно со општината почуваме дека тоа е рецептот на успех, во смисла дека не само што ќе донесеме стартапи, односно нови бизнеси кои ќе работат на нови во земјоделството и туризмот, во исто време ние ќе таа технологија ќе достапна и на учениците кои учат во средното училиште, за да креираме целокупна визија, за да креираме нешто
сите генерации да бидат исто време во текст трендовите на она што прави бизнес секторот и иновациите. И бенефитите се нешто за што сакам да проговориме исто така. Велите ќе бидат неколкукратни и ќе му го донесат на регионот сето она што му е најнеопходно. Можност за самовработување, создавање нови работни места и инвестиции. Точно така. Овој проект е исто така поддржан од германската корпорација Друштво за меѓународна соработка преку ЕУ фондови. Значи, самата програма се вика ЕУ за економски развој. И веруваме дека покрај тоа што новите бизниси самовработување ќе бидат донесени, исто време ГИС, оние стартапи кои ќе поминат низ програмата Напреда Плюс, исто време ќе имаат можност за инвестиции, со тоа што да постапат на околу 40.000 евра по инвестиција, после поминатата програма и после докажаниот потенцијал за раст. И каков е впечатокот барем до сега? Има ли најави и интерес за вклучување во проектот за креативна употреба на технологијата, за да дојдеме до сите бенефити кои пред малку ги споменавме? Ние веќе долго време, да речам веќе минимум една година фундираме, односно анализираме што се случува во однос на иновации, земјоделство и туризам и веруваме дека на има потенцијални млади и веќе етабирани бизниси кои можат да покажат инвестиција или дополнително значи многу за да остане моќен развој целокупниот, да речам, амбиент во делот на земјоделството и одржливиот туризм. Карванот тргна, почна реализацијата на целиот овој проект, за интересот за истиот и дали ќе ги почувствуваме на вистина бенефитите во пракса за известно време, ќе имаме причина за повторна средба и анализа во Македонија наутро. Благодарам Маријана за ова гостување во утринската програма. Ви благодарам и јас и поздрав голем од Битола и од Ресен. Поздрав и убав ден и убава работна недела.